Почитувани гледачи, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Министерке, случајот со исчезнувањето на дел од тендерската документација за проектот Скопје 2014 предизвика големи реакции во јавноста. Вие се обидовте да објасните дека не се вистините исказите и обвинувањата од опозицијската СДСМ, но факт е дека дел од документацијата недостасува. Чувствувате ли некаква одговорност за тоа што се случи? Па добро, јас во периодот кога Социјалдемократскиот сојуз господинот Ивановски излезе на пресконференција, ја во тој период бев на службено патување и осеќав одговорност сепак да дојдам и самата како министер за култура да одржам пресконференција, тоа и го направив веднаш по враќањето од Украина. Јас и тогаш и сега ќе потенцирам дека Министерството за култура во овој проект е вклучено со неколку инвестиции. Тоа е Стариот театар, музејскиот комплекс, концертната сала за Македонската филхармонија, спомен куќата на мајка Тереза и во моментов сега започнавме со изградбата на објектот Порта. Така да со тие неколку објекти е вклучен во овој проект, така да воопшто не станува збор за исчезната документација тендерска. Ние и на првата конференција ги изнесовме пред јавноста, сите целокупната документација од сите овие проекти, каде што сме вклучени и во тие кои што се во Скопје 2014 и во сите оние инвестиции кои што не влегуваат во тој проект, така да јавноста можеше директно да се запознае со целокупната документација, да изврши увид во документацијата. Таа документација мора да стои во Министерството за култура и навистина се грижиме во тој дел за сеукупно архивирање и чување на целокупната документација. Ако добро ве разбрав, ќе го почекате извештајот од Министерството за внатрешни работи пред да ги казните одговорните. Какви мерки да превземам? Не ве разбирам. За да речеме државните службеници кои ние како Министерство за култура согласно законот за државни службеници си имаме превземано мерки. Тие се дисциплинска постапка и така натака. Има некои од тие луѓе се казнати, некои од Да, имаме спроведено дисциплинска постапка. Сумата за проектите од Скопје 2014, каде што Министерството за култура се јавува како инвеститор, одбегнувате да ја соопштите. Можете ли барем да ни кажете колку реализираните ги надминуваат предвидените финансиски проекции? Воопшто не можам да се согласам со тоа дека не сакаме да кажеме. Сите договори кои што се склучени од страна на Министерството за култура се наоѓаат на веб страната на Бирото за јавни набавки. Сега и вие веднаш да се вклучите, можете точно да видите колку договори се склучени, колку средства се потрошени и така натака. Сето тоа е јавно и транспарентно. Никогаш Министерството за култура ниту има нешто скриено, ниту има намера да сокрива. Тоа се документи јавни и за секој договор што е склучен, за секоја инвестиција можете слободно да видите колку чини и со кого е склучен договорот, тоа е транспарентно и јавно ставено на Бирото за јавни набавки. Вие нема да ни кажете колку? Можам слободно да ви кажам, за секој објект имаме, како да ви кажам, имате на почетокот нормално дека имате проектански суми од страна на проектантите за самиот објект. Тие проектански суми, тие проекти одат на тендер. Потоа се склучува договори и така натака. Јас можам да ви кажам дека за Стариот театар договорот за карабина е околу 2 милиони евра. Потоа имаме договор за инсталации, има фазно градење каде што имаме неколку договори во однос на целата изградба. Например, музејскиот комплекс е клучна рака и самиот договор што е склучен со бетон штип околу карабината и сите фази, машинството, електриката, термохидроелектроинсталациите околу 4,5 милиони евра. Целосната сума на изградбата, но јас можам да ви кажам дека за спомен куќата на мајка Тереза, бидејќи е завршен објектот, промовиран, чини 2 милиони евра. Спомен куќата на мајка Тереза. Тоа е завршен и можам да ви ја кажам точната сума. За другите објекти, за она што е склучен договорот, сумата можам да ви ја кажам, договор постои, договорот се наоѓа и прикачена на Бирото за јавни набавки, може точно да видите сума. Али да ви кажам сега колку ќе чини целиот објект, а целиот не е завршен, не можам да ви ја кажам точната сума, бидејќи не се завршени сите тендери кои што ќе го затворат целиот објект. Очигледно е дека политиката е длабоко навлезена во културата. Тоа е тренд кој што не се јавува сега, туку постои веќе подолго време, впрочем како и во сите други сфери од општеството. Министерке, зошто дозволувате вработување на партиски кадри на раководни места на значајни културни институции? Јас не би се согласила со вашата теза дека
културата е политизирана, напротив, воопшто не е политизирана, според мене, културата. Сите директори кои што се поставуваат и кои што сум ги поставила во овој период додека сум министер, значи конкурсот е многу транспарентен, јавен, секој има можност да учествува на конкурсот за директор на одредена институција, треба да достави значи програма и визија за напредокот и развојот на таа институција. Ние значи го сменивме самиот концепт на избори на директори. Се формира посебна комисија во Министерството за култура каде што се валоризира и вреднува трудот и програмата кој што некој ја вложил, се со цел нели да биде директор на таа институција. Ја како министер за култура исто така со сите кандидати остварувам интервју, разговараме, се со цел на вистина да се избере личност која што ќе надвладее неговата вредност, неговата уметничка вредност, неговите менаџерски способности, затоа што само на тој начин мислам дека можеме да имаме еден навистина солиден развој и еден успешен општо цивилизацијски развој во државата и надвор од нејз. Значи вие тврдите дека нема потреба да има тој партиска книжка, значи, за да биде. Мислам воопшто ниту во вработувањето, значи ние како што гледате досега, значи се вработени значи во изминатиот период имавме трансформација на над 450 лица во сите институции од областа на култура, лица кои што долго време, наназад по 8-10 години се преку агенции за приватни вработување и преку договори за дело. И исто така за прв пат во театрите, во голем број театри, земете го театарот во Битола, театарот во Прилеп, сега во Куманово се вработија млади актери. Актери кои што навистина и досега даваа значителен придонес за функционирање на театарот и за функционирање на таа театарско-уметничка дејност. Да позборуваме малку и за третманот на уметниците во земјава. Кога овие луѓе ќе се почувствуваат достоинствено поради професијата што одбрале да ја работат? Направивме многу голем исчекор во таа насока, како што напоменав, покрив работувањата кои што се направија, исто така се зголеми и платите значи во театрите. Верувајте, значи еден актер, еден уметник кој што оставил значителен белег за промоција на државата, имаше плата мислам многу ниска. Така да со самото заминување во пензија можете да замислите за некој уметник кој што оставил еден значителен белег да се соочи со една таква плата, значи се зголемија платите 40% во таа дејност, покрај оние значи по 10% со одеше зголемување во администрацијата. Така да платите во уметничкиот кадар се зголемија 60% од оние плати кои што претходно ги зима. Се согласувате ли со општиот впечаток дека македонската култура е во сенка на кичот кој што доаѓа однадвор? Еве, како го коментирате фактот дека турбофолк пејачи ги полнат салите до последното место, а за една балетска или театарска представа има се помал интерес? Мислам дека треба да се делува уште од најмалите, што се вели, години на генерациите, да се делува значи во подигнување на свеста, да се оди почесто на театар, на балетски представи, на оперски представи, на филхармонија. Вие гледате дека малци концептот во дејствувањето, еве ќе кажа македонската филхармонија, македонската опера и балет почна со еден нов концепт, се со цел значи да се подигне таа свест уште од најмалите генерации. Значи има представи кои што се модифицирани значи за најмалите генерации. Во филхармонија имаме нели оркестарот значи произведува значи и продуцира концерт каде што можат и децата да го проследат, да се запознаат со музичките инструменти. Македонската опера и балет значи произведува детски представи, балетски представи и така натака. Затоа ќе кажам значи ние како Министерство за култура се грижиме во делот значи на финансирањето на сите оние проекти кои што се од големо значење за подигнување на свеста за значењето на оние културни вредности кои што се од големо значење значи за самата држава. И тоа го правиме преку поддршка на најразлични проекти и преку поддршка финансиска значи на националните институции, значи како што ви ги напоменав, еве некои институции кои што веќе го менуваат концептот се со цел да се подигне свеста уште од најраните генерации, уште од најмладите генерации. Ви благодарам што бевте наш гостин. Ви благодарам и на вас. Гледавте уште едно издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување за 7 дена.